За сега остануваат со иста цена. Регулаторната комисија ги утврди новите максимални цени по владината одлука ДДВ-то за горивата привремено да се намали од 18 на 10%. Владата најавува и дополнителни мерки за стабилизација на пазарот. Регулаторната комисија пресече БС 95 ќе се точи по 86,5 денари, 98-цата по 88,5, додека дизелот ќе стигне до 95,5 денари за литар. Ова се максимални цени, што значи трговците може да одредат и пониски цени од утврдените. Министерката за енергетика прави напори да се зголеми попустот од 2 денари што го добиваат компаниите и на тој начин дополнително да се намалат цените што ги плаќаат граѓаните. Новите цени регулаторна ги пресмета откако владата вчера на вонредна седница реши да го спушти ДДВ-то за горивата од 18 на 10%. Да не беше оваа одлука, бензините ќе беа поскапи за 6,5 денари, а дизелот дури за 10,5 и ќе надминеше 100. Регулаторната комисија денеска го измени правилникот за формирање на цените. Сега во случај да се смена даноците или таксите што се вклучени во пресметката, ќе може да се носат вонредни одлуки за цените без да се чека редовна седница. Во меѓувреме, денеска стапи во сила кризната состојба на територија на цела држава во период од 30 дена. Ние сме една од ретките влади во Европа, можеби има уште една или две влади, кои што директно од буџетот поддржуваат стандардот на граѓаните и така и ќе продолжиме, бидејќи за нас представува најголем интерес и приоритет да го поддржуваме стандардот на граѓаните. Тоа е и целта на една народна влада, каква што пледира да биде оваа влада. Така што имаме уште неколку чекоришта, неколку мерки, но внимателно следиме ситуацијата. Граѓаните и бизнисот треба да бидат спокојни. Во овој момент имаме предизвици, ќе има предизвици, но електроенергетската состојба во државата е исклучително стабилна, но исто така и снабдувањето со нафта и нафтени деривати е исклучително стабилно. Мартин Арсов, Сител телевизија. Предвидливо и достоинствено решение на спорот со Бугарија кое ќе обезбеди гаранции за Македонија. Ова било во фокусот на вчерашната средба Муцунски Кос во Брисел. Но министерот за надворешни работи сепак вели дека детали во јавноста нема да откриваат додека не добијат конкретен предлог за да не се наруши процесот. Муцунски е во дводневна посета во Брисел заедно со министерот за земјоделие. Државата е пофалена за конструктивните чекори што ги има превземено во делот на имплементација на реформската агенда. Навистина тука се издвојуваме и од другите земји кандидати во последните месеци после локалните избори. Сме земја со целосно согласена заедничка надворешна и безбедносна политика, па дури и во стратешката определба одиме и надвор од рамките во позитивен контекст во делот на заедничката надворешна и безбедносна политика. Имаме предизвик со Бугарија за кој што треба да работиме да најдеме решение, но на достоинствен начин во рамките на чекорите што ги презема владата. Контролите на Фондот за здравствено осигурување открија сериозни неправилности и можни злоупотреби на боледувањата кај вработени во МВР. Кај дел од полицајците биле утврдени сомнителни шеми, од често менување матични лекари до низа боледувања со различни диагнози, што според Фондот упатува на заобиколување на системот. Крупниот казни изнесуваат 1,2 милиони денари за овие ПЗУ и ЕЗУ кои беа опфатени во контролата. Најчести недостатоци е непридржување кон задолжителните диагностички постапки за издавање на боледување. И се надеваме дека со проектот за интероперабилност на двете бази ќе ни се овозможи да ги погледниме и кратките боледувања, бидејќи во испрекинати боледувања со кратки паузи на различни диагнози се најчестите злоупотреби, а тие податоци се во мој термин. Благодарам за вниманието, довидување до 9 часот.